Благодарам, председателе. Мене ми е навистина жал зашто не го прифативте амандманот и навистина целава оваа амандманска расправа што ја имаме, што е поврзана околу буџетот, не ми изненадува зашто е тоа така, бидејќи се што е предвидено во овој буџет за 2024 година е предвидено само за 6 месеци, до избори. Колеги, што после избори? Вашето постоење продолжува после избори. Постоењето на државата продолжува после избори. Ако имате сомнеш во ова што го зборувам, излезете, ве молам, со факти да ме демантирате. Јас ќе ви набројам два конкретни примери. Давате мерки. Јавно ги пласирате мерките за граѓаните, за ранливи категории. Мерки кои ќе важат само 6 месеци. Што после тие 6 месеци? Зарем вака се води држава? Зарем вака е искрениот пристап спрема граѓаните? Тие граѓани треба за овие 6 месеци повторно да ве гласаат. Треба да постоите како пратенички групи. Треба да екзистирате во државава, да излезете надвор со граѓаните, да се сретнете. Зарем Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да функционира после 6 месеци? Зарем Демократската унија за интеграција нема да функционира после 6 месеци? Или планирате после 6 месеци да ставите клуч на вашите партии, на вашето лично постоење, на вашиот личен интегритет во јавноста? Се спремате за опозиција, колега, што ми дофрлате. Но, следниот факт, што сакам да го споделаме, конкретниот пример од пред некој ден што го имавме, каде на колешка со амандмани дозволивте средства во висина од 50%, што е минимално потребно. А самата колешка во реплика ми вели, па до ребаланс доволно се тие 50%. Вашиот став е таков. Државата да функционира само до избори. Што после избори? Зарем ќе ги погледнете граѓаните во очи и ќе им кажете, простете, ама толку. Државата треба да функционира само до избори. Ние знаевме дека ќе губиме, нели? Знаете дека ќе губат. Знае СДСМ дека ќе губи на изборите, затоа прави буџет до избори. ДУИ знае дека ќе изгуби на изборите и затоа прави буџет за до избори. Не е исправно да го одбивате овој амандман, бидејќи и друг факт има овде. Самите тие самиот синдикат ви има напоменато колкаво е неговото значење за функционирање на оваа агенција. Почитувани колеги, зарем не е доволен овој медиумски мрак кој го правите намерно и сакате сега да биде дополнително после неколку месеци во 2024 година, вие намерно предизвикувате да има целосен мрак во државата. Воопшто оваа агенција да не функционира. Таму убаво ви е кажано, значи, од одредени ставки мора да се изнајдат средства за оваа агенција да функционира. Граѓаните треба да бидат информирани. Треба точно да бидат информирани и граѓаните треба да знаат дека Социјалдемократскиот сојуз поддржан од ДУИ, мада е обратно во ситуацијава, морам да кажам, се знае газдите во државата во моментов уште некој месец ќе бидат ДУИ поддржани од малкуте од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и тие инсистираат во државава после 6 месеци да има медиумски мрак. Целосен медиумски мрак. Воопшто агенцијата да не функционира. Тоа е вашиот искрен пристап спрема државата, која вие, за жал, целосно ја уништувате. Ви благодарам.